Благодарам, председатели, почитувани пратеници. Пред нас е годишниот извештај за работата на Агенцијата за пошти за 2020 година. Како што кажа и директорката, годишниот извештај за работата на оваа агенција ги сумира активностите кои се преземени во насока на регулирање на пазарот на поштенските услуги во Република Македонија, заштита на правата на корисниците, како и статистички податоци и анализи кои ја покажуваат состојбата на поштенскиот пазар. Исто така во овој извештај се прикажани активностите кои се однесуваат следење на универзална услуга, лиценцирање на даватели поштенски услуги, водење на управни постапки и така натаму. Она што мене ми е симптоматично и што го задржа моето внимание при разгледување на овој извештај е во делот на лиценцирање на даватели на поштенски услуги. Во другиот дел нема да навлегувам во овој извештај, меѓутоа тука ќе се задржам, бидејќи тука ми остана нешто симптоматично, зашто сакам да продискутираме на оваа комисија. А тоа е дека во 2020 година агенцијата ја лиценцира првата поштенска платформа на Omni Delivery Скопје, и од која допрво се очекувало да го развие овој уникатен бизнис модел. Понатака оваа фирма Omni Delivery до Скопје добива овластување за обезбедување на поштенски услуги во внатрешниот поштенски сообраќај на подрачјето на град Скопје во период од 16.7.2020 година до 25.10.2021 година. Ако ја разгледаме оваа фирма, која што требало да го развие овој свој уникатен бизнис и се побараме информации за која фирма станува збор, ќе видиме дека оваа фирма добила проект од Фондот за иновации во вредност од 29.400 евра. И целта на овој проект за Omni Delivery е да се развие како паметна транспортна компанија и за испорака каде што секој може да нарача и да прави испораки. Оваа услуга е базирана на економија на споделување и уникатен алгоритам за оптимизација на рути, со што ќе биде поевтина и поефикасна испораката. Ова е во резимето на овој проект што може да се најде на Фондот за иновации, како што кажав, од кој се добиле средства во износ од 29.400 евра. Она што е уште посимптоматично понатака е тоа што оваа година агенцијата за пошти на ден 4.11.2021 година во својот извештај наведува дека го избриша од службена евиденција за даватели на поштенски услуги Друштвото за трговија и услуги Omni Delivery Скопје. Omni Delivery до Скопје, бидејќи воопшто не започна да обезбедува поштенски услуги повеќе од една година по издавањето на општото овластување од страна на Агенцијата за пошти, поради што по сила на закон агенцијата со решение го констатирало престанокот на важноста на општото овластување за обезбедување на поштенски услуги. Од тука сакам да ја прашам директорката, бидејќи тука е присутна, дали услов за добивање на ова овластување за вршење на поштенски услуги е претходно да има одобрено проект одредена компанија од Фондот за иновации, или е обратно, прво да добие овластување за вршење на поштенски услуги, затоа понатака да му послужи за полесно добивање на проект пред Фондот за иновации, кој понатака, како што од извештајот може да се види, не се реализирал и дошло до раскинување на договорот. Дали сте запознаети која е ова фирма и дали сте биле запознати дека претходно можеби имала добиено средства од Фондот за иновации?
Ова остава еден силен сомнеш дека овие средства од Фондот за иновации завршуваат кај вакви компании и фирми, кои што не ги реализираат понатака овие проекти, парите исчезнуваат, а од тоа граѓаните не добиваат ништо. Вистинските проекти што аплицираат пред Фондот за иновации не ги добиваат средствата, добиваат вакви компании средства и на крај никој нема бенефит од тие средства што се исплаќаат од Фондот за иновации. Ви благодарам.